Добар ден, врнежлив априлски ден. Денеска не излегувајте без чадор од дома. Но за временската прогноза нешто подолу од вестите. Јас сум Александра Вуксановиќ, хајеве што има ново. Осудените за насилството при упадот во собранието на 27 април 2017 година останаа и без последната надеж дека ќе се повтори судењето, откако апелациониот суд донесе одлука со која барањето не им се прифаќа, објави Фокус. Одлуката е потврда на решението на Кривичниот суд од декември, во кое исто така се вели дека нема законски простор за повторување на постапката. Обвинетите во неколку наврати најавуваа дека целта им е повторување на судењето и дека не бараат амнестија. За упадот во собранието во затвор се 16 луѓе, правосилно осудени на казни од 7 до 16 години затвор за делото терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Највисока казна од 16 години доби екс-директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, поранешен директор на Бирото за јавна безбедност, кој беше осуден дека командувал со протестите и со упадот во законодавниот дом. Министерот за здравство Азир Алиу изјави дека во последниот период нема комуникација со својот колега, вице-премиерот за политики за добро владење и транспарентност Арбен Фетај, наведувајќи дека тој не присуствува на седниците на владата. Алиу во гостување во емисијата 360 степени нагласи дека отсуството на Фетај не е поврзано со здравствени причини. Алиу и Фетај се дел од коалицијата Вреди, а тие останаа во владата кога лидерот на нивната некогашна партија, крилото на Алијанса за албанците на Арбен Таравари, лани ја напушти власта. Фетај остана на функцијата вице-премиер додека Алиу го наследи самиот Таравари како министер за здравство. Поранешниот собраниски спикер Талат Џафери го запечати исклучувањето на албанскиот јазик од правосудниот испит. Обвинува Вреди, посочувајќи на законот изгласан со Бадентерово мнозинство од 2019 година. Според партијата, уште поразочарувачки е фактот што овој закон беше изгласан со Бадентер, односно со гласовите на пратеници албанци од тој состав, кои имаа национална уврска да бараат истиот да се одржува и на албански јазик. Ќе биде моќтан овој испит да се одржи на албански јазик, бидејќи нашиот јазик не е јазик на маргините, туку јазик на достоинство и правда, се вели во објавата на Вреди. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера одбележа 35 години од своето основање. На настанот присуствуваа поранешни и сегашни функционери, членови и поддржувачи на партијата. За прв пат по долго време на настанот во јавноста се појави и поранешниот лидер на партијата и премиер Зоран Заев. Заев на свеченоста дојде на самиот крај, околу 5 минути пред завршувањето на програмата. И по крајот на сите говори и на музичкиот дел. На снимките од настанот се гледа како Заев беше пречекан со аплауз, а дел од гостите му се поздравуваа, го прегрнуваа и се фотографираа со него. На настанот присуствуваа и голем број на новинари, а партискиот лидер Венко Филипче сечеше торта за 35-тиот роден ден на СДСМ. Две жени на возраст од 62 и 56 години побарале помош во итната медицинска помош во Кавадарци, каде биле медицински третирани под сомнеж за труење со заостанати великденски јајца. Едната била задржана на болничко оделение во Кавадаречката болница, а другата по неколку часовно медицинско следење. Сама изразила желба да си оди дома, бидејќи како што рекла се чувствувала подобро. Лекарите апелираат за внимателност при консумирање преостанати великденски јајца од празникот. Низок удар на претседателката на српскиот парламент и поранешна премиерка. Само затоа што ти и јас сме геј, не значи дека можеме да бидеме на ти. Со овие зборови му се обрати на опозицијскиот пратеник. И да каже, Милош, то што смо геј и ви и ја, не значи да можемо да будемо на ти. У реду? Немојте тако. Jedno je seksualna orijentacija, drugo je da smo prijatelji. Te dve stvari ne podrazumevaju jedna drugu, kao što se vidi. Tako da se zadržimo mi na vi. Važi?
А еве ги вестите од светот. Американскиот потпредседател J.D. Венс ќе патува денеска за Пакистан заради преговори со Иран, повикувајќи се на 3 американски извори. Во исто време CNN објави дека нова рунда преговори е планирана за утре во Исламабад, иако засега нема потврда за ова од иранска страна. САД изразија увереност дека мировните преговори со Иран ќе продолжат во Пакистан, а висок ирански функционер рече дека Техеран размислува да се придружи, но значајни пречки и неизвестност остануваат како што се приближува крајот на прекинот на огнот. Тој треба да истече ноќеска во 1 часот по средноевропско време. Победувам во војната и тоа уверливо. Работите одат многу добро. Нашата војска беше неверојатна, иако читате лажни вести како што се пропаднатиот New York Times, апсолутно ужасниот и одвратен Wall Street Journal или сега речиси непостоечкиот за среќа Washington Post, би помислиле дека ја губиме војната, вели самоуверениот Доналд Трамп, и додава дека непријателот е збунет затоа што добива издвит медиумски извештаи, додека гледа дека нивната морнарица е целосно уништена. Тие губат $500 милиони дневно. Антиамериканските медиуми за лажни вести навиваат за победа на Иран, но тоа нема да се случи затоа што јас сум главен, рече Трамп. Министерството за надворешни работи на Иран го осуди запленувањето на иранскиот трговски брод Туска од страна на американските сили во понеделникот, нарекувајќи го нелегален и варварски чин. Техеран го пријави инцидентот кај генералниот секретар на Обединетите нации и кај меѓународната поморска организација, велејќи дека тоа го крши меѓународното право и договорот за прекин на огнот и дека нападнале ирански комерцијален брод. Од друга страна пак САД тврди дека запленетиот ирански брод превезува предмети што ги користи војската. Унгарија мора да го уапси Нетањаху ако дојде во посета, предупреди Маѓар. Унгарскиот премиер Петер Маѓар изјави дека неговата земја повторно ќе се приклучи на меѓународниот кривичен суд и дека ќе биде подготвена да ги спроведува налозите за апсење, вклучително и оној што се однесува на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, објавува Политико. Истовремено, израелските медиуми известија за негов телефонски разговор со израелскиот премиер, во кој Маѓар го поканил Нетањаху во Будимпешта на 23 октомври, по повод 70 годишнината од унгарското востание против советите во 1956-та. Меѓународниот кривичен суд со седиште во Хаг издаде налог за апсење на Бенјамин Нетањаху во 2024 година поради воени злосторства и злосторства против човештвото во појасот Газа. Администрацијата на Трамп почна да прифаќа барања од компании за враќање на повеќе од $166 милиарди тарифи, неколку месеци откако Врховниот суд пресуди дека претседателот нема законско овластување да ги наметне. Законот за вонредна состојба од 1977 година, на кој се повикува Трамп, не дава толку широко овластување за наметнување тарифи. Повеќе од 3000 компании веќе ја тужеле администрацијата за да обезбедат враќање на средствата, а некои поднале барања дури и пред одлуката на Врховниот суд. Трагедија во Мексико. Канаѓанка е убиена, а 13 лица се повредени во пукотница што се случи вчера на познатото археолошко наоѓалиште кај пирамидите во Мексико. Напаѓачот, чија националност е непозната, извршил самоубиство откако отворил оган на популарната туристичка дестинација. 6 лица се ранети од огнено оружје и се лекуваат во локалните болници. Меѓу нив има и дете. 7 други лица се повредени за време на обидот за бегство. Пукањето сред бел ден ги шокираше туристите на едно од најпосетуваните места во Мексико, помалку од 2 месеци пред почетокот на светското првенство, кое ќе се игра во Мексико, САД и Канада. Властите конфискуваа огнено оружје, ножеви и неискористена муниција на местото на настанот и ги евакуираа туристите. Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремен дожд, кој локално ќе биде пообилен. Наместа ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пораен дожд, грмежи и со засилен ветер. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северозападен правец. Дневните максимални температури ќе се движат од 12 до 21 степен.
По долго боледување почина новинарката и уредничка Гордана Дувњак, една од препознатливите фигури во македонското новинарство, особено во областа на политиката и правосудството. Дувњак својата новинарска кариера ја започнала во 1988 година во Македонската радиотелевизија, каде работела 2 години. Била дел од редакцијата на Нова Македонија. Пошто следува долгогодишниот ангажман во Утрински весник, каде работела како новинарка и уредничка. Од 2019 година работела во неделникот Фокус. Погребот ќе се одржи утре во 12 часот на гробиштата во Бутел. Дувњак не напушти на 61 година. Гледавте вести, ви благодарам на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.